Сите пријави, без разлика какви се, има посебен сектор во Министерството за образование и наука, повеќе од 5 члена, што ги повикуваат службите од училиште. За да го потврдиме ситуацијата, никогаш не кажуваме податоци кој го има пријавено случај. Дали трета страна, дали родител, дали никогаш не го кажуваме. После доаѓање на службите на сите училишта, веќе се дојдени некои во Министерството, се побарат кој се закон, што имат постапено законски. Значи, дали е пријавен случајот, дали се известени родителите и од тие записници ние постапуваме. Значи, од секој случај Министерството во сега, во претходните ситуации, веднаш постапува, но не само Министерството, постапуваат и другите институции. Имате пример каде што постапува Министерството за и социјална политика, но исто така и Министерството за внатрешни работи. Ние представуваме едни партнери, сојузници во цела оваа битка заедно и дека она што сакаме да ги слушнеме нив, да ги слушнеме нивните мислења, за навистина од септември да почнеме со можеби правилници, правила, прописи кои што ќе бидат донесени од младите за младите, а не да се креираат документи кои што ќе бидат документи само на хартија. И сега веќе одиме на терен, она што е најбитно на терен да излеземе и ние да видиме со што се соочуваат самите училишта, за да може да направиме на сеопфатна стратегија која што ќе даде долгорочни добри резултати да се бодиме со меѓувршешкото насилство. Нашите предлози се однесуваат најмногу на работата на училишните психолози. Моментално тие вршат административна работа, тие се бирократи, не баре и тоа апсолутно е дека треба да се промени. Државата, општеството, учениците треба да ги искористат капацитетите на овие лица и всушност тие да работат со учениците, со корисниците на нивните услуги. Затоа предвидуваме создавање на нов протокол за нивна работа, каде што секој еден ученик ќе го има правото да закаже тет-а-тет средба со својот психолог.